Граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван директоре, раководство на МВР, раководство на Регионалниот центар за гранични работи Запад, на СВР Битола и СВР Охрид, почитувани представници на медиумите. Денеска со дел од раководството на Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност тука во Охрид остваривме работна средба со раководството на Регионалниот центар за гранични работи Запад, на секторот за внатрешни работи Охрид и на секторот за внатрешни работи во Битола, со цел да слушнеме какви се резултатите постигнати во оваа година на полициските службеници по поставените стратешки приоритети и цели, да се направи севкупна рекапитулација, остварувањата во зголемувањето на безбедноста, имајќи предвид дека годината наближува кон крајот. Безбедносната состојба на подрачјето во 2023 година е поволна, без никакви индици да биде нарушена, а благодарение на рано детектирање на новите трендови и закани се олесна и превенцијата и борбата против криминалните појави. РЦ Запад бележи зголемен проток на патници на граничните премини за 11%, споредбено со истиот период за 2022 година, при што на овие гранични премини влез и излез оствариле 3,4 милиони патници, а на граничниот премин Ќафасан функционира режимот one-stop контрол на проток на патници. Зголемување за 47% е евидентирано и на бројот на странци со краткотраен престој, а што се однесува до илегалната миграција, тенденцијата иста како во генералните рамки, при што се бележи намалување на обиди за илегални преминувања на нашата граница, како резултат на мерките и активностите кои што се преземаат на терен и добрата посветеност на нашите служби. За одбележување се и контролните активности на полициската станица за граничен надзор Охридско езеро, каде периодов беа пронајдени 620 мрежи со 337 килограми ловена риба. Во истиот овој период СВР Охрид бележи намалување на вкупниот криминалитет за 18,8%, додека ефикасноста во расчистување на кривичните дела со непознат сторител изнесува 44%. Економскиот криминал бележи намалување од над 11% на ниво на овој сектор, додека во делот на недозволената трговија со дрога во текот на ова година се поднесени 133 кривични пријави, а динамика на откривање и спречување е посебно нагласена во последната половина на годината, кога се реализирана заплена на наркотична дрога во 78 наврати. И секторот за внатрешни работи Битола во текот на 11 месеци од 2023 година бележи намалување на вкупниот број на извршени кривични дела за 19%, а за одбележување остварената ефикасност кај кривичните дела со непознат сторител за 42%. Делот класичниот криминал исто така се намалени за 23%, додека постигнатата ефикасност во расветлувањето на кривичните дела е 42%. Евидентен е успехот кај ефикасно откривање на кривични дела од имотниот криминал, при што кај тешките кражби таа изнесува 36%, а кај кражбите 49%, додека кај разбойништвата 69%. Во делот на спречувањето на присуство на дрога во СВР Битола има одлични резултати во периодот од овие 11 месеци од 23 година, со 100 поднесени кривични пријави, а за посебно поздравување се и над 3800 превентивни активности кои што се превземени на подрачјето на СВР Битола, од кои 1/3 е само во градот Битола на различни теми од сите области согласно приоритетите кои што ги има СВР Битола. Очекувам и силно верувам дека и во наредниот период сите овие три организациони единици, РЦ за гранични работи Запад, СВР Битола и СВР Охрид, ќе продолжат да бележат позитивни трендови и резултати, зголемена ефикасност, намален криминалитет, подигнувајќи ја уште повеќе безбедноста на заедницата, а преку градење на партнерскиот однос со граѓаните како нивен вистински сервис. Ви благодарам.